со Мила. Певме со Зора кога се сеќаваше на Коста. Се радувавме кога Дарко ја запроси Елена. Стоби Флипс. За сите генерации кои растат со нас. The artillery has slept, and now it comes alive, ready once again to answer the call. We captured French railway artillery from Germany's own massive railway guns. Штедењето електрична енергија може да биде забавно. Повеќе совети на www.evn.mk. Не дозволувајте вашиот долгогодишен труд и големите вложувања во земјоделието да останат незаштитени. Само за вас, Винер осигурување подготви ексклузивни пакети за осигурување на посеви и плодови, единствени на пазарот без франшиза и со вклучен ризик поплава и пролетен и зимски мраз. Со секоја полиса следува подарок и достава на полисата на рака. Информирајте се на телефон 02 15 999 или кај вашиот локален агент на Винер. Со Винер осигурување, секогаш добивате повеќе. 7 дена бесплатен одмор од Савана. Денар Дисконт доделува 120 аранжмани на море со вклучен превоз на најбрзите 120 купувачи. Пазарете секој ден во маркетите Денар Дисконт и ги добиете летен одмор од туристичката агенција Савана. Со секоја сметка од 400 денари добивате купон. Со собрани 25 купони добивате гратис 7-дневен одмор од туристичка агенција Савана на 10 дестинации. Собраните купони може да ги искористите и како ваучер во вредност од 3000 денари и за 34 други дестинации со доплата за понудата лето 2013 на туристичката агенција Савана. За вас и за вашите најмили. Пазарете ефтино и летувајте бесплатно со Денар Дисконт маркетите и туристичката агенција Савана. Без наградни игри, без наградни излекувања. Купуваш во Денар Дисконт денес и добиваш веднаш гратис 7-дневен одмор. Денар Дисконт, добар дисконт. Акцијата со собирање купони трае најдосна до 31 јули, а одморот може да го користите до 30 септември 2013 година. Чувајте ги сите фискални сметки за кои сте добиле купони, за да добиете печат од дисконтот за потврда за валидност на ваучерот. Секој петок од 15:30 до 16 часот. Се за светот на музиката. Во попладне со Наташа Гинџевска на Наша ТВ. Гледајте филм на Наша ТВ. Секој вторник, среда и сабота од 20 часот и 20 минути. Не бери кајле.
delta, a unique place with a multitude of islands but not a sea. Giant fish can be found here. Two tall men were holding up a catfish. Part of its tail was half a meter long. Several dozen kilometers away from where the lava broke through the surface, the dead forest begins. White, dry tree trunks dot the black volcanic slag. Вторник и среда. Од 15:30 до 16:30. Попладне со Убич Матоци. Со Рубен Смуратовски. Поздрав од Дојран. Ја сакам Македонија. Добро утро и во ова саботно утро. Јас со нетрпение очекував ова утро да осамне и за да бидам заедно со вас, а верувам и сите вие, драги мои, заради тоа што секоја наша средба за мене е ново доживување и голема среќа. Секое саботно утро се будам со многу позитивна енергија, затоа што знам многумина од вас очекуваат да ме видат на малите екрани, да зборуваме заеднички, да коментираме, да слушнат некоја поука и се разбира и во секоја сабота да си посакаме секое добро. Доколку се напивте утринско кафе, нека ви е на здраве утринското кафе, а доколку не сте, може би подосна. Доколку љубите чај, еве јас ви го препорачувам планинскиот чај, затоа што на вистина е убав и утринскиот планински чај го разбиструва умот. Но денеска и во ова саботно издание на нашата емисија Патот на светлината ќе говориме токму и за здравата храна, ќе зборуваме и за нешто поубаво, нешто можеби што за прв пат го слушате, можеби и повеќе пати. За мое големо задоволство во нашето студио, а ваши гости и мои гости ќе бидат интересни личности во оваа сабота. Зборувам интересни личности заради тоа што љубам во саботите да ви презентирам личност од другата сфера, од некоја нова дејност и се разбира музички гостин кој ни го разубавува утрото со музика, со позитивна енергија и впрочем така започнуваат велат кој пее зло не мисли, кој се смее живее долго и затоа ви препорачувам смејте се, пејте, расположете се, љубете ги ближните за да ве љубат и тие и праќате само позитивни вибрации затоа што на вистина многу недостасуваат. Еве, така сакав да ве поздравам во ова утро и да го поздравам мојот утрешен или утрински гостин, момче кое што еве го запознав и јас. Благодарам што е мој гостин. Големо задоволство ми е затоа што делиме две работи кои што ни се многу значајни, а тоа е пишаниот збор, значи еве и љубов кон храната, позитивната енергија. Ме бендисува затоа што многу млади и магистар. Јас така станав на моите млади години. Значи повеќе причини плюс за да бидеме во ова утро заедно. Добро утро му велам на Александар Алексов, авторот на еден од поубавите романи во последното време на пишаниот збор, а тоа е Ангелот со скршени крилја. Аце, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и вашите гледачи. Благодарам на убавата најава. Така ли не е убаво? Велиме убавото се раѓа. Еве, ти роди овде, имаш створено повеќе книги и тоа ме радува. Би сакала на нашите гледачи да го покажеме романот за кој што јас овде те повикав. Значи да го видат. Ангел со скршени крилја.
Прво, да те представам, значи ти си магистар по кои науки? Јас сум магистар по туризмолошки науки. Да ги објасниме за оние кои што не знаат. И гастрономија, повеќе кон хотелиерството и исхраната. Имам специализиран нутриционизам во Англија, така да и голем дел од здравата храна го проучувам и сум специалист по тоа. Кога зборуваме за храната и за земјата Англија, чудни ли се луѓето таму во однос на исхраната? Да, чудни се, на тоа се многу срекни луѓе, внимаваат на исхраната, здрави, затоа што кај нив исхраната е на едно повисоко ниво. Има многу ветеријанци, вегени, многу органска храна. Пробирливи Свеста е на високо ниво, да, пробирливи се, а и многу кујни во светот тие прифатиле, си ги одомаќиниле и со посебен жар ги конзумираат јадењата од другите кујни. Ипак Англија е голема држава, мултинационална, и незината традиционална кујна е величенствена. Што би правиле англичаните кога ќе дојдат во Македонија? Па пинџурче, па сиренце, модар патлиџан, тиквичка, пражена. Да, нашата исхрана е многу подобра од нивната. Ние имаме палета на традиционални рецепти кои влечат корени од древнина. Кога се вратив од Англија и кога запознав многу кујни, кога дегустирав многу јадење, сватив дека нашата кујна е една од највеличенствените, едноставно кралска. И затоа решив да напишам мојата прва книга Традиционален готвач. На почетокот беше идеја тоа да ја освати цела Македонија, но тогаш бев млад, финансиите беа на мало ниво, се уште требаше да запишам постдипломски студии и така решив да напишам Традиционален готвач само за мојот регион од каде потекнувам. Тоа е Овчеполието. Готвачот е посветен на мојата баба, која оште на мали нозе на 3-4 години ме поведе кон таа гастрономска уметност, ми дозволуваше да другаруваме во кујната, да приготвуваме многу јадења. Па сигурно од таму, тие почетоци на 3-4 години е настанала таа љубов кон исхраната. Што правиме со овчеполската пита, која е многу убава со прас? Така, овчеполската пита има многу со многу вкусови, со прас, со тиква, со овчеполска урда. Се совпаѓа ли со ова гастрономија, модерна здрава храна за слаби луѓе, диеталци? Не оди тоа некако? Да, не оди, но традиционалниот македонски ручек јас ипак нутриционист би го препорачал, затоа што кај нас храната не е само храна, таа е љубов. Ние преку неа делиме љубов, делиме среќа. Затоа се собираме на тие традиционални ручеци. Куќни слави. Куќни слави. Кај нас исхраната е на едно повисоко ниво. Значи, никој не се здебелил од пита. Јас некогаш сакав да еднаш во годината да поседам Макдоналдс, како што одат моите пријатели, да си дозволам еднаш сендвич. И питата е од житарки. Житарките се едни од продуктите кои треба да ги користиме еднаш секој ден. Точно. Тоа значи дека тоа е првата книга, Храната е љубов? Храната е љубов е втората книга. Таа излезе од печат 2012 година. Тоа е моје самостојно издание. Идејата за таа книга се роди кога денеска во турбулентното време каде што живееме, луѓето се навистина збунети што е навистина тоа здрава храна. Дали е здраво она што го јадеме дома на трпезата, или јаболките што купуваме на зелените пазари што се прскани по 7-8 пати, или она храна што има во маркетите. А што да правиме со ова ново време на живење кога, како би кажале, ајде да кажеме овчеполци, ништо не бива ако не го напрскаш. Не се согласувам. Со тоа, значи, има кај нас многу растенија и многу воши зеленче кои се уште може да се произведуваат органски. Да, значи, може би ќе се роди многу помалку, но таа храна ќе биде благодет за телото. Значи, сите хранливи материи ќе ги внесеме директно од природата, преку сонцето, ќе се трансформираат. А она што е прскано, не само си го уништуваме нашиот организам. Македонија од ретките земји во светот, па и во Европа, каде што се уште постои услови да се направи, да биде органска храна.
Па и Македонија досега не е позната по некој бренд во музиката, во книжевноста и било што. Но овде капацитетот за производство на органска храна е голем. Зашто да не бидеме еко Македонија или еко храна. Таа храна ќе биде храна 21. век. Значи, иако ќе биде поскапа 3 пати, таа ќе се извезува, ќе има недостаток. Кога ние ќе почнеме да произведуваме таква храна која еколошки чиста ќе биде нашата држава, ќе произведуваме мед, овошки, зеленчук. Значи, животот на македонскиот народ ќе помине во едно поголемо ниво, значи ќе се покачи за 20 години. Ќе исчезнат многу болести. Едно долго време, еве ќе ја покажеме и првата, значи книга од Аце. Ова. Многу време си посветил во однос на ова. Многу зборувам во однос на твојот век на живење до сега, затоа што ти си млад, се уште млад и сигурно ќе има уште многу вакви. Јас ти посакувам многу успеси. Посетуваше сигурно, еве, не само Англија и други земји. Сакаш да видиш, да зирнеш во кујната. Зошто велат дека најголемиот убиец на човековото тело е маслото? Од причина што маслото е направено фабрички и одредени субстанции кои што се штетни за нашиот организам остануваат. А најздравата храна, една од најздравите е маслиновото масло. Луѓето што конзумираат маслиново масло и конзумираат медитеранска кујна немаат срцеви заболувања и многу ги немаат притисокот, диабетисот, кај нас постојано што ги има и скоро секој човек како да има проблем со тоа. Затоа се препорачува да се конзумира маслиново масло, ладно цедено, а сончоголедот, ако го јадеме така, во стирова положба, даден од природата, ние ќе примеме многу повеќе хранливи материи. Тој е добар за кожата, за видот. Морските плодови? Морските плодови... Еве, тешки се за нас, например, нашиот менталитет на ова поднебје не толку љубат да употребуваат морски плодови, но... Јас сум секогаш да се конзумира локална храна. Сето она што се произведе во наша близина. Но морските плодови не смееме да ги оставиме барем еднаш неделно затоа што содржат омега-3 масни киселини, кои се многу важни за кардиоваскуларниот притисок. Со состојките што ги содржат дури го подигат расположението. Тоа е храна на среќата. Затоа мораме да ги конзумираме. На срцето? Да. На мотор. Така. Јас велам, освен храната на срцето, како што кажат и храна на срцето, омега-3, е и љубовта. Ти со љубов пишуваш, говориш за љубовта, говориш за онаа семена љубов, онаа традиционална љубов. Еве, слушнав поттикнат од твојата баба. Почна да работиш, еве, да ги проучуваш растенијата, храната во Македонија, но како до ангел со скршени крилја. Најмногу за кој што сакам да говориме денеска и еве да кажеме дека овој еден примерок од романот Ангелот со скршени крилја ќе добие еден од нашите гледачи. Така, значи, ќе подариме со задоволство. Таа ќе биде подпишана лично од мене. Кој ќе биде среќникот, ќе биде мило. Ќе кажеме ли нешто? Дека ќе ужива читањето. За да ги поттикнеме, што всушност значи ангелот со скршени крилја? Детенцето кое наликува на ангел, кој се моли. Така, тоа Ангел со скршени крилја на новиот мој роман. Излезе се во печат во средината на мај. Доживеа голема популарност. Но во оваа книга има нешто магично, што ги тера луѓето да ја сакаат, што самиот наслов и самата корица го одушевуваат. Значи, приказната за овој роман се случи толку стихино како Господ ги подари толку брзо работите. Само што ВЕФ ја промовирала втората книга Храната е љубов. Наредниот ден на мојот Facebook профил видов нов понуда за пријателство. Бев изненаден затоа што јас на мојот Facebook ги прифаќам само оние. Тогаш видов дека една моја роднина ме додаде.
времењата се такви турбулентни, јас живеам во Скопје, таа живее во Штип, некако патиштата си го направиле своето и не сме биле блиски, иако сме блиски роднини. Таа жена прво ме поздрави и после рече, сакам да напишеш ти за ме една книга, сакам да ти раскажам една приказна. Јас, кога бе прво на почетокот изненаден, зашто јас пишам стручна литература. Литература која што сум студирал и специализирал. Но роман беше на почетокот многу голем залак за мене, ако може тоа така да се каже. И реков, па секој да служа втора шанса, дај да се слушнеме на телефон. И ја замолив да се јави за 30 минути. Не поминаа ни 15, ми звони телефонот. Едно 30 минути додека ми таа раскажуваше таа приказна, полна со емоции, полна со возбуда. Тие настани толку доприја до моето срце што си реков, за ова јас морам да напишам книга. Ова е толку специфично, толку многу поуки може да се извлечат од оваа приказна на оваа голема мајка. И така беше. Го отворив веднаш лаптопот, направив нов документ и кога ги средив сите тие печатоци, првиот збор, како некој да ми го дошепна, беше ангел. Кога си направив концепт за што ќе пишувам, кога го направив ликот на главниот лик на ангелот што е во книгата, излезе ангел со скршени крилја. Значи, тоа е единствената книга што излезе прво насловот, а потоа содржината. Многу впечатлив наслов, многу убава корица, сигурно многу убав текст внатре, кој што јас со љубов ќе гледам да го прочитам уште денеска. Значи, кога земам книга во раце, гледам веднаш да ја прочитам, а потоа ја препрочитувам уште повеќе пати, заради тоа што љубам и нели пишувам и јас и сакам да читам. Рековме, ова е роман напишан од вистинска приказна. Да поздравиме нашата пријателка Далиборка. Сигурно, еве, пред малите екрани не гледа. И јас и ти утрово сме нејзини гости во Штип, заради тоа што таа во Штип не следи и знае дека говориме токму за овој ангел, овде напишан, кој што ќе остане во нејзините сеќавања, но и во сеќавањата на повеќе луѓе. Ова голема мајка несебично го раскажа она што го доживела, тешкиот пат, и се тоа не настани предизвици, се со единствена цел, да го подобриме светот, да почнеме оние дечиња што се специјални потреби, ние ги викаме ретардирани, слепи, инвалиди, дечиња со церебрална парализа, да не ги гледаме со сожалување. Многу нашиот пристап кон оваа социјална група на луѓе е многу нечовечен, би рекол. Сато и оваа книга, таа како мајка на такво детенце, сакаше да ја смени и да потикне многу мајки што судбината ги поставила таков крстопа да имаат такви дечиња, да видат горди, да се борат со околината, да издржат ги сите оние предизвици, се што е подарено од Бог, то така требало да биде. Она што таа го доживеела, јас се прашувам, дали на светот има нешто посилно од човек? Колку голема жена. Но не само тоа, ова книга сите ликови се главни. Значи, семејството Велкови со толку многу љубов ги пребродувало сите тие предизвици, таа сложеност, таа храброст. Сите ми велат, кои ќе ми видат, ова е книга во вистинска приказна, велам да. А не е толку сложна и толку фамилија со голема љубов, не сме виделе. Но кога ќе отидеш кај нив еден ден во нивниот дом, тоа таква позитивна енергија и таква голема љубов се чувствува која ретко каде. Ветивме, ќе одиме, ќе бидеме нивни гости. Аце, каде може книгата да се најде доколку еве нашите гледачи посакаат да ја купат, да ја имаат? Книгата може да се најде во издавачките куќи на Култура, на Матица, на Топер, Табернакол, или
на веб страницата на kupik-knjiga.mk за читателите од другите градови. Во Штип ја има во Мост, во некои од библиотеките. Значи, книгата до сега доживеа многу позитивни коментари, не имал некој негативен. Сигурно ќе доживее до нова година и второ издание, за да допре до многу срца, да се прочита, да се види, да пренесе многу пораки. Дај Боже да биде така. Јас, моите драги колеги од режијата, ќе ги замолам да ги вклучуваме гледачите. Освен тоа што ќе изработиме нумеролошка карта, ќе се обидеме на некој од нашите гледачи да им подариме и една од книгите, односно од романот Ангел со скршени крилја. Многу си емотивен. Па, писател кој не е во сооднос со своите емоции не може да биде писател. Значи, мораш да навлезеш во емоциите и на другите. Што пишуваш за другите, мораш нивните чувства да ги соголиш на хартија. Значи, да влезеш длабоко во нивните души. Јас многу пати велам, немам зборови со кои можам да ја пресликам некоја слика, некојаш и зборовите се малку. Се премали, да. Заради тоа што окото што гледа, устата не може се да каже. Во оваа емисија говориме и за човековите мудрости, но говориме и за сонот. Сонува ли Јаце? Има ли време за сон? Да, секој човек сонува. Јас сонувам, прекрасни сонови, секојаш позитивно расположен, така да. И соновите се така. Постои ли сон кој што носеше порака за тебе? Мислите на соновите што ги сонуваме со затворени очи? Да. Така. Па да, но јас сум човек од оние луѓе што не ги памти своите сонови. Но кога некој нешто сонува, во одреден период мора нешто да се случи. Имам една пријателка која ги памти и секогаш сака да ги сподели со мене. Ќе зборуваме за тоа. Кому му велам добро утро за прв пат во ова утро. Добро утро. Добро утро, повели. Ми е драго што ве слушам, мислам целата емисија ја слушам. Ви благодарам. Супер е, се ми се допаѓа навистина и јас читам книги и така, баш таква литература, па и за готвење и Ангелот со скршени крилја. Се е супер. Мислам ми се допаѓате и вие и гостинот. Еве, сигурно сакате да имате вие во вашите раце. Да, многу би сакала, ако имам можност. Еве, јас ќе ја оставиме со Аце со подпис за вас. Вашите податоци ќе ни ги оставите во режијата, за да се обидеме да најдеме начин како да ви ја испратиме, дали по пошта или да се подигне лично од студиото. Така, ви благодарам многу. А од каде не следите, ако не е тајна? Карпош 4 Скопје. Тука во Скопје, значи ви благодариме многу. Да. Останете со нас и понатаму. Се најубаво. Секој добро. Поздрав до нашата гледачка од Карпош. Ќе ги остави податоците за да можеме нели да се обидеме на кој начин. Еве на првиот наш гледач доделивме една книга, роман Ангелот со скршени крилја. Рековме, другарката ги прераскажува со новите, да застанавме до нашиот Да, ги прераскажува и нешто кој се случи. Вели, тоа се случи зашто тој тоа сонува. Често пребарува во соновници тие знаци кои се случиле. Јас не ги памтам, ги заборувам многу пати. Не многу пати, скоро секогаш. Како велам јас, младите некако кога не сакаат да сонуваат, сакаат брзо да го живеат животот. Да, младите го живеат брзо и турбулентно. Дали е така и со твоите соништа најаве? Брзо сакаш да живееш? Па да, има некоја енергија и позитивност. Па и времето е тако, секој сака брзо да живее. Многу работи да се случуваат. Па и сум човек што не сака рутини. Сакам секогаш нешто ново специфично. Креативно. Што си во хороскоп? Риба. Креативна риба. Пик. Да, таа креативност и таа љубов према пишувањето баш извира
од мојот знак. Тоа од рибата, да, уметноста, поезијата, креацијата. Значи, кога да сум читал хороскоп, ти велат, рибите се родени веат писатели, поети, уметници, лекари, стоматолози, тие сакаат многу да помагаат на луѓето. Тие професии се некако најидеални. Вистина ли е дека, еве, уште една, да се надода да добра за нова, дека рибите се многу молчаливи, емотивни, треба нешто да ги поткрене за да говорат, за да пишуваат, еве тоа знаат да го направат преку книга, убава испеана песна, текстописци, да се црта многу убаво. И тоа го работат ноќе. Така е, вистина е тоа. Ноќна птица ли си? Ноќна риба? Тогаш е касно во ноќта и рано наутро. Јас имам најголемата концентрација, најголемата инспирација да пишувам. Да, рибите се мистични. Тие сакаат да се затворат во некој свет и многу работи не сакаат да ги искажат. Но тие секогаш се спремни да помогнат. Знаеш како велат, тие највеќе што помагаат имаат и најголема потреба од помош. Од подршка. Одиме со следното јавување. Добро утро, кој ни се јавува? Добро утро. Добро утро и секој добро, кој ни се јавува? Добро утро. Секој добро. Среќен празник. Благодарам исти на вас. Се јавуваме од Горобинци. Така. Поздрав до тебе, Дракче, до емисијата, до гостинот и до целата екипа. Ви благодариме. Ја се јавувам од Горобинци, Велице, Дракче. Така. Да, ќерка ми е Валентина. Поздрав до вас. Први. Поздрав, Дракче, до тебе. Сакате за да направиме нумеролошка карта? За ќерка ми, Дракче. Ајде. Први 13.78 Валентина. 13.1. 13.1.1900. 78 Валентина. Добро. Еве, поздрав до вас, поздрав до Горобинци. Ова утро сигурно е многу сончево. Така, поздрав до вас. Следете не пред... Поздрав до вас и среќни празник. Благодарам. Мораме да кажеме, значи, денеска е празникот на апостол Павле. Вчерашниот ден беше празникот на апостол Петар. Јас имав еден многу убав статус, напишан на Facebook. Велиме, доколку сакате да ги почитувате апостолите, почитувајте го и овој ден, затоа што апостолите Петар и Павле биле предодредени од Бога да бидат носители на клучевите, велиме, на земната црква, значи на ова место, како што сме ние луѓето што живееме ширум земината топка, значи да се градат храмовите, да се молат луѓето во нив. Всушност тоа е довербата или продолжување на љубовта. Верувајте во нештата. Значи, еве празникот Свети Петар и Павле го слават во многу црковни храмови, во многу атари, во многу места. Едно од таквите места е и мојот град Виница, од каде што јас потекнувам. Значи, денеска моите виничани слават. Кочани вчера, Петровденскиот празник. Денеска веќе имаме и фестивал на трубата во Пехчево, заради тоа што и малото градче Пехчево го слави празникот, скопските многу населби, значи за сите Петри, Петранки, Пепи, Павле, Павлина, нека им е честито и за многу години овој ден и овој празник, нека се чествува и понатаму. А мојот сопруг вчера имаше роден ден, значи остаре за една година плюс. Па така, дедо Орце, не си батко Орце, туку си дедо Орце. Значи дедо Орце ни остаре за една година. Да видиме за Валентина од Горобинци. Тоа е Свети Николско село. Убаво. Навистина пријатно за живот.